централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Започнуваме со настаните кои што го одбележаат денешниот ден. Адхок телото за следење на медиумското предизборно известување денеска го донесе деловникот за работа. Во Македонска каменица за прв пат се поставуваат табли со имиња на улици и кутни броеви во централното градско подрачје. Општината обезбеди 80 табли за оваа намена. Повеќе од 2000 пензионери од истокот денес го славеа рамото на манастирот Свети Спас кај виничкото Драгобраште. Одбележани 7 децении од постоењето на најмасовната организација во Македонија. Адхок телото за следење на медиумското предизборно известување денеска го донесе деловникот за работа. Според политичкиот договор, периодот за следење на медиумското известување веќе почна, но за телото да работи неопходен беше деловникот. До сега сите одлуки се донесени со консензус, со полно присуство на сите членови во ред солидна конструктивна атмосфера и јас надам дека понатаму ќе продолжиме да работиме, дека нема да има никаква потреба од надгласување и прегласување, нема да може два члена сами да донесат одлука. И тука има други проблеми, значи не е проблем деловникот, проблем е методологијата според која што функционира агенцијата, проблем е изборниот законник, бидејќи во тоа општо брзање на денот кога се постигнуваше договор меѓу четворицата лидери, една методологија која што беше приспособена за овој период, значи за наблюдување на медиумите 80 дена до изборната кампања и потоа 20 дена од изборната кампања. Една таква методологија беше трната на страна на инсистирање на СДСМ и беше усвоена на друга методологија која што апсолутно не е прилагодена на овој период. Ние сега имаме методологија во која што се вели дека работата на медиумите се оценува само во текот на изборната кампања во последните 20 дена, а овие први 80 дена не знам како би се оценувала. Понатаму имам изборен законник и методологија кои што велат дека вие како телевизија, сите телевизии се обврзани да избалансираат партии кои што имаат поднесено еднаков број на кандидатски листи. Тоа е јасно, нели? Тоа е убав мерлив критериум, но проблемот е во тоа што мерењето тече, а партиите немаат поднесено кандидатски листи, нема да ги имаат поднесено до длабоко во октомври. Така да првите месеци и пол на вистина, јас не знам како ние воопшто ќе носиме било какви одлуки за тоа телевизиите дали били избалансирани. Тоа се некои прашања на кои што стана неодговорени од страна на партиите пред со страна на СДСМ, во тоа брзање да се донесе методологија која што ќе беше порестриктивна, построга за телевизиите, че тоа беше инсистирањето на СДСМ, се донесе методологија која што не е употреблива и од повеќе страни се укажува на тој проблем, но евек ние како привремена комисија ќе се стрекаваме, ќе разговараме за овие прашања. Мене ми е навистина жал само што телевизиите, медиумите, радиостаниците се оставени во една состојба на конфузија, не по нивна вина. Минути за политика во Дневникот на Канал Плюс. Минималната плата од 9000 динари за вработените во текстилната и кожарската индустрија е под секое достоинство, смета опозицијата. Доколку дојдат на власт, СДСМ планира покачување на минималната плата во сите дејности, наместо сегашните 10.000 и 80.000 динари да биде 16.000 динари. Сдруженијето на текстилни и кожарски работници го поздравува предлогот. Панел дискусија за нископлатениот труд на текстилните и кожарските работници се одржа денес во Штип, во организација на Сдруженијето на текстилни и кожарски работници Тивкото мнозинство. Учесниците дискутираа за потребата од покачување на минималната плата во овие дејности. Ова е зацртано во предизборната програма на опозицијата, која планира минималната плата во првиот мандат, доколку дојдат на власт, да биде 16.000 денари за сите дејности. Уште во април 2017 година минималната плата ќе ја покачиме на 12.000 денари. Оваа мерка ја предлагаме токму да им помогнеме на овие граѓани полесно да си ги покријат трошоците за храна и за сметки. Дополнително најавуваме дека граѓаните кои што имаат пониски примања ќе плаќаат и пониски даноци, поради тоа што така е праведно. За да немаме отпуштања на вработени, фирмите ќе бидат поддржани од државата. Секој работодавач кој што ќе исплати
бруто минимална плата, уште во првата година ќе има поврат од 1900 денари. Сдруженијето на текстилни и кожарски работници го поздравува законот кој ќе обезбеди изедначување на вработените во текстилот и кожарството со останатите работници. Значи, како здружение би го поздравиле тој закон, само доколку членот 2 од законот за минимална плата кој гласи исполнет нормиран учинок кој беше вклучен досега во исплатата на минималната плата биде отстранет со тоа да нема манипулација и да бидат исплаќани плати под минималната плата. Исто како Сдружение на текстилни и кожарски работници би им укажале на проблемите од текстилната и кожарската индустрија во врска со потребата од синдикати кои ќе се грижат, значи, за правата на работниците. Синдикалното организирање во текстилниот и кожарскиот сектор е неопходен и за да се подобрат условите за работа, но и за да се регулира преку времената неплатена работа, сметаат од Сдруженијето Тивко мнозинство, од каде изразија незадоволство од квалитетот на синдикалната заштита во ретките текстилни компании каде има синдикално организирање. Големи загуби претрпе комуналното предпријатие во Облешево и самите сточари по 3-месечната пауза со работа на сточниот пазар поради појавата на болеста јазлеста кожа кај добитокот. Покрај загубите кои се на 300.000 денари, намален и сточниот фонд за околу 50%, па состојбата бавно и тешко ќе се стабилизира. Големи се загубите на комуналното предпријатие во Облешево по 3-месечната пауза со работа на сточниот пазар поради појавата на болеста јазлеста кожа. Тоа што сточниот пазар беше затворен 3 месеци или вкупно 14 пазари, значи голема материјална штета на предпријатието кое што стопанисува со пазарот. Загубите се огромни и кај сточарите. Сега веќе трет пазар откако е пуштена продажбата на крупен добиток. Сточарите редовно доаѓаат со потребната документација, но сточниот фонд е намален за дури 50%. Загубите се огромни. Значи, загубата е на јавното комунално предпријатие, кое ние голем дел од средствата што ги инкасираме се за личните примања на вработените, на трошковите што ги имаме, одржавањето на пазарот, така да тоа се огромни средства. Немаме од каде друго место да ги добиме, тоа е на терет на јавното предпријатие. Па точно не можеме да ви кажеме колку, меѓутоа се можда едно 300.000 денари. Сточниот фонд е намален и не е само ние влезници што беа понапред и сега исто да виде да речеме со одредената сума што инкасиравме од сточниот пазар. Значи намалено сигурно со 50%. Николов додава дека очекуваат состојбата постепено да се стабилизира во зависност од тоа колку стока ќе влезе во пазарот. Тој истакна дека доколку сточарите сакаат да продаваат своја стока на пазарот во Облешево, ќе треба со себе да понесат сертификат и потврда за вакцинација на добитокот, која не треба да биде постара од 28 дена од последната вакцинација кај добитокот. Субвенционирањето на младите земјоделци ќе продолжи и понатаму и со измените на Законот за земјоделство и рурален развој се очекува од 2017 година оваа поддршка да биде зголемена од 50 на 80%, односно сточарите ќе добијат државна поддршка од 80% за набавка за високо приносен добиток. Ова го истакна заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски, кој потенцираше дека сите сточари ќе може да аплицираат за државна поддршка за набавка за високо приносен добиток. Ако сточарот треба да одвои 40.000 евра за набавка на 10 грла на добиток, 32.000 евра ќе можат да му бидат исплатени од страна на државата од централниот буџет преку програмата за рурален развој. Во Македонија поголемиот дел од добитокот не е со висок генетски потенцијал и е потребно преориентирање кон обезбедување на високо приносен добиток кој има повеќе кратен бенефит за земјоделците. Со високо приносниот добиток ќе се обезбеди подобар квалитет на производот, млеко или месо, поголем период на лактација кај добитокот кој дава млеко и поголема месна маса кај добитокот кој е наменет за производство на месо, а со тоа ќе бидат поголеми и шансите за конкурентност на европскиот пазар. Во општина Македонска Каменица за прв пат се поставуваат табли со имиња на улици и куќни броеви во централното градско подрачје. Општина Македонска Каменица со средства од буџетот обезбеди 80 табли за ваква намена.
Улиците во централното градско подрачје во општина Македонска Каменица за прв пат добија табли со имиња и куќни броеви. Со средства од буџетот на општината Македонска Каменица обезбедени се 80 табли со имиња на улици, како и таблички со куќни броеви кои ќе се поставуваат на индивидуалните и колективните објекти за домување и фирмите. Согласно одлуките кои што се донесени на Советот и согласноста која што е добиена од владата за имињата на улиците и куќните броеви на Македонска Каменица, спроведе јавна набавка и веќе во централното градско подрачје, но и на периферијата веќе се поставени таблички за имиња на улиците во централното градско подрачје и на периферијата. После ова ќе следи доделување на куќно бројче на секој сопственик и ќе биде истакнато на секој индивидуален и колективен објект број, како што ќе има име на улици, ќе добие број на објектот каде што живеат. Покрај овие активности, општината Македонска Каменица со проект на Центарот за развој на Источно-планскиот регион е во фаза на изработка на детални урбанистички планови за селските средини. Преку Источно-плански регион подготвуваме детални урбанистички планови за делот село Дулица, село Церо, село Сасе и село Моштица. После донесувањето на генералниот урбанистички план, кој што е донесен пред неколку месеци во општината, веќе почнавме разработка на детални планови во централното градско подрачје, така да активно се работи на урбанистичкото уредување на општината. Инаку во рамки на последните градежни активности во централното градско подрачје во општина Македонска Каменица, целосно беше уредено и партерното уредување пред црквата Успение на Пресвета Богородица. Тимот волонтери на општинската организација Црвен крст Штип во сабота заминува на републички надпревар по прва помош во Кавадарци. Велат очекувањата им се високи, бидејќи во изминатиот период напорно вежбале. Основите за укажување прва помош, односно давање вештачко дишење или реанимација, преврска на рани и имобилизација, се само дел од вежбите кои во текот на изминатиот период ги реализираат 6 волонтери од општинската организација на Црвениот крст од Штип за учество на републичкиот надпревар кој во сабота ќе се одржи во Кавадарци. Со оглед на познавањата што ги имаат, очекуваат пласман меѓу првите места. Од сето оно што го вежбавме, моето очекување е дека ќе се пласираме најдобро и дека можеби ќе го земеме првото место. Ги вежбаме сите вежби, од прилика знаеме што треба да вежбаме. Имаме отворени повреди, затворени повреди, реанимација, масажа на срце, вештачко дишењето. Учесниците на републичкиот надпревар од Штип велат дека во поголем дел од вежбите ќе настапуваат тимски, со исклучок на одредени вежби каде ќе бидат поделени во групи. Ни кажаа дека цела група ќе учествуваме на реанимација, а потоа нашиот лидер ќе не подели кој каде на која вежба да замине. Што мислиш ти, колку сте подготвени за надпреварот и какви се твоите очекувања? Помислам дека сме добро подготвени, бидејќи лани бевме на општински, земавме второ место истата група и мислам дека ќе постигнеме добар успех. Сите 6 волонтери кои ќе представуваат општина Штип на републичкиот надпревар по прва помош во Кавадарци се ученици во Средното медицинско училиште Јане Сандански и токму поради тоа се оправдани нивните очекувања за пласман меѓу првите 3 места. На големиот муслимански празник Курбан Бајрам се отворија вратите на реконструираната џамија во село Работивиште Делчевско, кој инаку е стара повеќе од 3 века. Средствата се обезбедени од фирма од Скопје, чиј собственик е со потекло од село Работивиште и сака да го зачува овој значаен верски објект и да им служи на сите муслимани од селото. Се одржа првата рамазанска молитва во реконструираната џамија во село Работивиште. Џамијата Мухамед Тибин Ибрахим Ага, која иако нема официјални податоци од кога датира, сепак според видот на градбата се претпоставува дека е стара повеќе од 3 века. Сакајќи да го зачуваат овој историски и верски објект, добронамерници по потекло од село Работивиште донираа средства за нејзина реставрација. Веќе неколку години гледавме дека објектот веќе се руинира, беше пред распаѓање, така да со нашата компанија одлучивме да инвестираме во реновација на овој објект со цел да го заштитиме. Разговаравме со неколку лица од општината, од верската заедница за реконструирачки проект и со овој чекор веќе завршуваме со поголемиот дел од реконструкцијата. Следната година ќе треба да се докомплетира фасадата и сметаме дека придонесовме до заштита на еден важен објект во нашата општина. Таа е значаен историски и културен објект за идните генерации кои ќе живеат тука, да знаат кои луѓе и како се живеело тука некој пат.
Иако сега во селото живее само една турска фамилија и неколку ромски, сепак за нив џамијата е од големо значење. Едини турчин во работивиште. Џамијата за мене еден спомен што се вика од националност или во селото стариот баби, од дедовци. Поштувам ја. Те сега трудиме се и викаме да помогнеме па финансиски и минарето да го направиме. Немаме лошо со православни, со роми, со тие немаме со никој лошо ништо. Многу ни значи. На оваа џамија ние барја кога дојде се клањаме и Рамазан барјам кога дојде, ние се клањаме, тој ден ние го најпоштуваме. Празникот Курбан Бајрам беше одлична можност повторно да се отворат вратите на џамијата, велат жителите, и да се одржи првиот Бајрам намаз. Џамијата си работеше на одредени празници, ама се чувствуваше дека е пред распаѓање, дека треба реновирање. Благодарејќи тука на ентузијасти кои се зафатија да обезбедат одредена сума на средства и така се започна ова лето со успех. Ја користам оваа прилика да им го честитам Курбан Бајрам на сите муслимани во целиот свет. Тоа наше се кажува иншааллах, ако Бог сака, значи да стигне оваа порака до сите муслимани, до целиот свет. Прво една порака за мир. Со реконструкцијата џамијата го задржува автентичниот изглед, формата и големината. А инаку во Делчево џами имало скоро во секое густо населено село. Сега останале само уште две: џамијата во Делчево и џамијата во село Работивиште. Повеќе од 2000 пензионери од Истокот денес го славеа рамото на манастирот Свети Спас кај Виничко Драгобраште, а одбележа и цели 7 децении од постоењето на најмасовната организација во Македонија. Повеќе од 2000 пензионери од Истокот денес го славеа рамото на манастирот Свети Спас кај Виничко Драгобраште, а одбележаа и цели 7 децении од постоењето на најмасовната организација во Македонија. Посакувам пријатно добредојде и пријатен престој на ово прекрасно место со овој прекрасен манастир Свети Спас, еден од најстарите манастири во Источна Македонија. Ги поздравувам раководството на сите присутни здруженија на оваа средба кои се потрудија да збогатат нашата средба. И овде сме од многу градови и ќе се запознаеме и доколку не се познаваме. Денешниот ден е за тоа да заборавиме на грижите, да се веселиме, да пееме и да играме. Јас сакам да ви посакам многу здравје, уште многу пати да се гледаме на ова место. Во третото доба, овие регионални средби се најсигурниот лек во продолжување на животниот век. Доаѓаме од село Злеја во Радовишко. Пензионерите треба сите средби да ги почитуват, сите дружби да ги дружат. А за манастирската манџа се погрижија луѓето од црковниот одбор. Денес се готви бобче, чорбесто со пушена сланина. Негде околу 2000 гости. Манастирот Свети Спас, кој има богата духовна историја, 2 пати во годината е домаќин на најмасовните колективни дружби за верниците од Истокот. Голем успех на Штипскиот градски хор на меѓународниот фестивал на староградска песна во Кюстендил. Во конкуренција на 40 на ансамбли освоени 2 први места. Изминатиот викенд во Кюстендил се одржа 10-тиот меѓународен фестивал на шлагерската и староградската песна под наслов Пеј срце. На фестивалот во конкуренција на 40 на ансамбли од Бугарија и соседните држави, голем успех прокнижи Штипскиот градски хор. Ние отидовме со желба да се представиме за прв пат на надвор од границите на Република Македонија. Меѓутоа, стручното жири составено од 7 члена, интернационално жири, каде што председаваше професор доктор Панајот Панајотов, професор на Софиската музичка академија, препознаа наш ентузијазам, нашиот труд, нашата работа, нашата љубов спрема музиката и ни доделија гран-при на фестивалот. Штипскиот градски хор во Кюстендил настапи во 3 категории: хорови со старооградски песни, како октет во категорија на шлагери и како придружна група на солистот Раде Рогожаров. Врв на настапот за членовите представуваше моментот на соопштување на наградите. Се надевавме дека учествуваме на фестивалот, па треба да имаме за она што
како што би се рекло, колко што примавме честитки дека не следува некаква награда. И кога читаат Раде Рогожаров од Штип, Гран При награда за целосно творештво. Објавуваат следно: градски хор од Штип, Гран При награда на фестивалот. Уште толку радоста, поголема и сите фатија едноро, цела публика и жири комисијата беа воодушевени. Штипскиот хор постои повеќе од 10 години, а во овој состав од пред неколку месеци и за кратко време, освен дома, беше поканет за настапи надвор од државата. За овој настап спазме контакт во Крива Паланка, каде бевме учесници на истодневен фестивал со представништво од Кюстендил. На нивна покана бевме во Кюстендил и бевме пријатно изненадени од пречекот на самите, мислам, организатори. Хорот е достоен репрезент на староградската песна и шлагери, а просторно и финансиски обстојува благодарение на поддржувачите и спонзорите. Просторно благодарение на Домот на младите, тамо вршиме 2 пати неделно проба, а во финансискиот дел се обстојуваме само чланарина и благодарение на луѓе кои сакат културата и не помагаат преку донации. Во заедничка акција на српската и германската полиција разбиен меѓународен наркокартел, соопшти денеска српскиот министер за внатрешни работи Небојшија Стефановиќ. Тој на вонредната пресконференција за новинари истакна дека со тоа апсење е зададен голем удар на наркокартелите, затоа што се запленети 303 кг кокаин, 96 кг канабис, 106 кг хашиш и 7 лаборатории за канабис во Србија и Германија, пренесува Танјук. Вредноста на тие наркотици на уличните пазари се проценува на околу 20 милиони евра, а во текот на акцијата запленети се поголема сума на оружје и пари. Лидерот на навивачите на еден од фудбалските клубови од Белград и уште 29 лица се уапсени, додека за 3 лица се трага во голема акција на германската и српската полиција во борба против производство и трговија на наркотици. Стефановиќ истакна дека истрагата траела 13 месеци и дека акцијата на апсење е одличен пример на прекугранична соработка внатре во Европа и борба против прекуграничниот организиран криминал и корупција. Сириската армија тврди дека соборила 2 израелски авиона, вклучувајќи едно беспилотно летало, откако тие ги нападнале владините позиции во јужниот дел на земјата. Нашата воздушна одбрана го блокираше нападот и го собори авионот во јужната провинција и едно беспилотно летало во провинцијата Дамск, се наведува во соопштението на Државната новинска агенција, јави Танјук. Во текот на ноќта 2 ракети земја-воздух беа лансирани од Сирија, пошто израелската војска изврши напад на позиции на сириската артилерија. Во ниту еден момент безбедноста на израелските авиони не е доведена во прашање. Нема ништо точно во нивните тврдења, рече портпаролот на војската, Арие. 5 пожарникари се повредени при шумските пожари кои избувнаа на грчкиот остров Тасос и траат веќе 4 дена, при што изгорена е околу 10.000 хектари шумска површина, пишуваат грчките медиуми. Пожарот кој започна по удар на гром во петокот вечерта уништи најмалку 8 домови. Околу 250 пожарникари, војници и локални волонтери се борат со огнената стихија. Штетите се големи, изјави премиерот Алексис Ципрас, кој прелета со хеликоптер над островот. За среќа успеавме да ги собереме потребните ресурси на островот, истакна тој, додавајќи дека огнот наскоро треба да биде изгаснат. Ципрас им вети компензации на локалните власти и земјоделците, додавајќи дека Министерството на инфраструктурата ќе покрие 80% од штетата, при што останатите 20% ќе бидат покриени долгорочно. Уште 4 дена до стартот на пионерската фудбалска лига за источниот регион. Младите фудбалери на фудбалскиот клуб Регалница Делчево со редовни тренинзи ги прават последните подготовки за почетокот на новата сезона, која ќе стартуваат со надпревар против екипата на Слога од Веница,
По фудбалскиот камп кој екипата го реализираше во текот на летниот период на фудбалските терени Благој Статов во Доријан, фудбалерите одиграа неколку пријателски надпревари со фудбалските подмладоци на екипи од источниот регион, со што како што истакнуваат од стручниот штаб, формата е темпирана и фудбалерите се подготвени за повисоки дострели во новата сезона. Инаку во изминатата сезона младинците на фудбалскиот клуб Брегалница Делчево со своите добри игри покажаа дека местото на екипата е секогаш во врвот на првенствените табели. Доказ за тоа е учеството на екипата во минатогодишниот Final Four турнир кој се одржа во Кучани. Инаку првиот надпревар младите фудбалери на Брегалница од Делчево го играат на гостински терен во Виница. Ова беа сите содржини подготвени за централниот дневник на Канал Плюс телевизија. Довидување до 23 часот.